Дами и господа, и покрај сиот телевизиски хаос, вие се наоѓате на вистинската фреквенција за хумор, забава, едукација, сатира и повремено гледање на карти. Добре дојдовте во еден на еден, заедно со човекот кој преферира течен сапун наспроти оној обичниот, Жарко Димитриовски. Голем поздрав до сите гледачи на еден. Ова е официјално почеток на новата сезона, фактички ова е втора сезона, но втора половина на втората сезона. Прва емисија во новата 2010 година. Сакам да ви се заблагодарам за поддршката и сите оние пофалби, па и критики што ги добивме од вас во 2009. Сакам да кажам дека ќе дадеме се од себе да бидеме уште подобри во новата година, да направим уште подобра емисија. Добро е, дечко, ало. И вакви изненадувања, значи веќе не ми пријадуете, слаб сум се. Добро, не те одбивам за ова, ајде, дечко. Фала ти и на тебе. Ти помина од тука, од студио, така? Оке. Како и секогаш нашето студио е отворено за сите вас. А ова е доказ за тоа. Луд период е, не ни замерувајте. Кога сме веќе кај периодот, јас лично многу го сакам. Всушност го божувам Божики оние денови околу него, тие пред него, тие после него. Ова е време во годината кога луѓето ставаат толку сијалици надвор од своите домови што навистина не знаеш дали го слават славењето, мислам раѓањето на Исус или на Никола Тесла или General Electric буквално. Ама што е тука е. Дедо Мраз е насекаде исто така, на билборди, на весници, на телевизии, зборуваат за него на радио. Еј, совест, слушај го. Значи, имам загадка за тебе. Чесен политичар, македонски джет сетер и Дедо Мраз се шетаат и здогледуваат илјадарка на улица. Кој ја земал? Политичарот? Не, Дедо Мраз. Другите двајца не постојат. Кај има кај нас политичари честни, мислам. Да. И джет сет башка. А и джет сет кај постои во Македонија, бе. Нормално. Ти благодарам, совест. Вечерашни гости во еден на еден се Гарот Авитјан кој ќе зборува за албумот насловен Македонското срце чука во 7 осмини, кој некој го нарекува и проект на столетието, како и Мартин Србиновски кој ќе го промовира неговиот прв албум со име Одговор. Ова занемарете го тука, не треба. Океј, останете со нас, следи добра епизода од еден на еден и уште еднаш сакам официјално да ви честитам нова година и се најдобро во новата 2010. Како за вас, така и за мојата екипа. Браво, дечки.